Добро вечер, почитувани гледачи. Одминува 27-миот ден во предпоследниот месец во 2017 година. Ова е почетокот на понеделничната информативна програма на Ирис телевизија. Останете со нас и погледнете и слушнете кои настани му даваат белек на овој ден. Нова зимска сезона, но со старите проблеми ќе биде на патиштата и на улиците низ истокот. И оваа сезона патиштата ќе се чистат со старата механизација на јавното предпријатие Македонија Пат, а на пунктовите во овој регион ќе има и дополнителни околу 15 возила од трети лица. Низ Источна Македонија по регионалните и магистрални патишта се вози по влажни коловози. Поради снежните врнежи на одредени делови, односно во Берово, Граничен, Премен, Делчево, Кончи на регионалниот пат Штип-Неготино, кој поминува низ планината Серта, екипите на јавното предпријатие Македонија Пат интервенираа со цел сообраќајот да се одвива непречено и безбедно. Раководителот на регионалната подружница Кире Коцев вели дека возачите мора да имаат задолжителната зимска опрема или да имаат зимски гуми, а не како што е денешниот случај одредени возачи тргнале на пат без да ги почитуваат задолжителните правила за одвивање на сообраќајот во зимски услови. Има луѓе на 107 што едноставно не сака да се спуштат, бидејќи е влажен и каша снег имаме на патот. Макар што е посолено, истите тражат сув асфалт едноставно. Од тие причини, значи, апелирам да учесниците во сообраќајот да си носат зимска опрема. Коцев истакна дека имаат добиено 1060 тони сол, а се очекува да пристигнат уште 600 тони сол. Ризла имаат 1100 метри кубни, а останатите 800 метри кубни ќе бидат донесени во текот на наредниот период. Но и оваа година патиштата на истокот ќе се чистат од снежните навеви со старата механизација и со користење на возила од трети лица, односно приватни фирми. Со истиот проблем се соочуваат и јавните предпријатија во општините во источниот дел на Македонија, меѓу кои Штипски Стипион, кој оваа година снегот од улиците ќе го чисти со старата механизација. Возилата ги наследивме во лоша состојба, секојдневно имаме дефекти, така да располагаме со возило ФАП на кој има влечна соларка и тамче имаме два багера кои ги користиме исто така за расчистување на сол, на расчистување на снег. Моментално имаме еден камион Мерцедес кој е дефект, меѓутоа планираме за ден-два да го оспособиме и тој камион. За зимското одржување на улиците во Штип во моментов јавното предпријатие Стипион има околу 120 тони сол и риза околу 75 метри кубни. Протогеров забележува дека потребно е да се обнови старата механизација за зимско одржување на улиците во Штип, а најмногу им е потребно уште едно возило соларка. Крводарителска, хуманитарна акција и надпревари во фудбал. Деночниците во државата почнаа со одбележувањето на патронот Свети Матеј. УЈП оваа година ќе донира во домот за доинчење во Битола. Советнички актуалности. Носителот на советничката листа на СДСМ Ален Георгиев денес се откажа од своето советничко место. Ваква одлука донел откако неколку пати од своите колеги советници од ВМРО ДПМН бил критикуван дека сака да седи на две столчиња, истовремено да биде директор на најголемиот здравствен центар во регионот Клиничката болница и да биде советник. Во Штипскиот совет ќе влезе Сонја Нацева. Носителот на советничката листа на СДСМ Ален Георгиев денес се откажа од своето советничко место. Ваква одлука донел откако неколку пати од своите колеги советници од ВМРО ДПМН бил критикуван дека сака да седи на две столчиња. Истовремено да биде директор на најголемиот здравствен центар во регионот Клиничката болница, но и да биде советник. Очекував ВМРО ДПМН најпрвен да излезе и да изјави на граѓаните што нивните директори ги оставија сите јавни предпријатија во милионски долгови, меѓутоа наместо тоа тие продолжија со напади кон мене, тврдејќи дека ги кршам законите, седам на две столици, чувам одлуки во фиоки и така натаму. Јавноста мора да ја знае вистината и затоа денес мора да ги разрешиме дилемите.
На денешната пресконференција Ѓоргиев истакна дека барање од антикорупцијска по прашањето дали кај него има судирни интереси побарал уште пред да му биде верификувано советничкото решение. И досега од антикорупцијска се уште нема добиено официјален одговор. Диаметрално спротивни се ставовите дали јас имам судирни интереси или не. Единствена институција која што може да го потврди тоа е Државната комисија за спречување на корупцијата. На 3 ноември најпрвен телефонски ги контактирав и бидејќи гледате не е толку едноставно, ми рекоа не може да се изнесат, туку дека треба да поднесам писмено барање. Истиот ден на 3 ноември писменото барање е поднесено, еве го си има архивски број, и е препорачено упатено писмото до антикорупцијска комисија. До денешен ден, одговорно тврдам, дека немам добиено никаков одговор од антикорупцијска комисија. Во Штипскиот совет на местото на Ален Ѓоргиев ќе влезе Сонја Нацева. Вработените во управата за јавни приходи, освен што редовно ни ги земаат парите за даноци, тие се и хумани луѓе. Управата за јавни приходи и годинава со програма за одбележување на Свети Матеј, патронот на даночниците. Околу 30 на вработени даночни службеници во Штипската регионална дирекција денес даруваа крв. Со крводарителска акција даночниците во градот, а и во државата го започнаа прославувањето на својот заштитник Свети Матеј. Панче Ристевски од Штипската регионална единица на УЈП денеска ја даруваше драгоцената течност. Во УЈП работи повеќе од 30 години, а над 60 пати досега дарувал крв. Давањето на крв е една благодарна работа и хумана, така да редовно давам секоја година крв. Работам на 30 години. Последните години редовно за Свети Матеј ден на даночниците давам крв и ќе продолжам да давам до само да ми послужи здравје. Во пресрет на одбележување на денот на даночниците Свети Матеј, Управата за јавни приходи регионална дирекција Штип денес на 27.11.2017 година организираше крводарителска акција Капка крв спасува живот. На оваа акција учествуваа околу 30 даночни службеници. Традиционалната крводарителска акција е само дел од програмата за одбележување на патрониот празник на УЈП. Даночниците во државата ќе спроведат и хуманитарна акција, а собраните средства ќе бидат донирани. Покрај ова крводарителска акција се одржува и хуманитарна акција Биди човек, биди хуман. Традиционално се одржува секоја година. Ова година се одлучи намената да биде во јавната установа Дом за доенчиња и млади деца во Битола. Паричните средства кои што се собрани од вработените во целата управа за јавни приходи свечено ќе бидат предадени од страна на директорката на управата Сања Лукаровска и председателот на синдикалната организација на УЈП Васе Недановски. Завршниот дел од програмата за одбележување и одржувањето на спортски надпревар во фудбал меѓу екипи на УЈП од Штип, Струмица и Скопје. Надпреварите ќе се одржат на 29 ноември во Струмица. Штипјани патуваат за летните одмори, за зимските, но се почесто сакаат да патуваат и за време на продолжените празнични викенди. Интересни дестинации се спа центрите во соседството. За да патуваат во странство, граѓаните за време на продолжените викенди покажуваат интерес. Туристичките работници се задоволни од продажбата на аранжманите. Секоја година се поголем и поголем број на сограѓани одат на викенд патувањата, затоа што не захтеваат поголем број на денови слободни да се земат од работа и значи може да се искористи петок, сабота и недела, така да секогаш овие викенд турите од година на година е поголем бројот на заинтересирани сограѓани да отидат на викенд патувањата. Продолжениот викенд по повод празникот Свети Климент Охридски побудува интерес за граѓаните да патуваат во Грција, но интерес има и во другите туристички дестинации. Престојниот празник е по повод Свети Климент Охридски се словенските просветители. На 8 декември ќе организира туристичката агенција Атлантик и веќе во организација на патување во топлите бањи Лутраки во Грција, во подножјето на планината Ниџе и Камакчалан, каде голем број на наши сограѓани се веќе пријавени и има уште некое слободно место кај што можат да се пријават и да дојдат на ова патување. Ова патување е интересно затоа што се бањаме под отворено.
и има температура водата некаде околу 37-38 степени Целзиусови и има на убава атмосфера. Инаку по повод овие празници имаме организирано и за пролом бања. Наши туристи од тука од Штип ќе отидат тамо и организирано за Истанбул имаме и Прага со автобус. Секако во овој период туристичките работници ги продаваат и аранжманите за зимските ски центри, а некои граѓани почнуваат да уплаќаат аранжмани и за новогодишните празници. Дечињата од детската градинка Вера Циревири Трена во Штип денес се едуцираат за сообраќајните правила и прописи. Проектот се спроведува во сите 4 клонови, а целта е да се подигне свеста кај најмалите учесници во сообраќајот за опасностите кои ги демнат на улица. Денес дечињата од кловновите Пчела и другарче од детската градинка Вера Циревири Трена учеа за безбедноста во сообраќајот. На едукативното предавање се запознаано што треба да се внимава кога се движат на улица, што се тоа пешачки премини, која е функцијата на семафорите, но и каде треба да играат. На улица ни на тротоар можеме само на безбедно место, а тоа е на игралиште и у двор. Семафорот има боја црвено, жолто и зелено. Ние на која светло треба да поминеме? На зелено. Денешното предавање е дел од проектот да ги заштитиме децата во сообраќајот, а го реализира Одсекот за превенција во Штипската полициска станица. Од денеска започнеме проект во големата група у градинките. Нашата цел е да безбедно движење на децата во сообраќајот. Значи нашиот проект носи наслов да ги заштитиме децата во сообраќајот. Значи целта е да ги едуцираме децата да се движат по тротоарот на улицата, каде треба да преминуваат улицата и доколку има возила, без разлика дали се работи за пешачки или не, се должни децата да ги препуштаат возилата при преминување на улиците. Исто така целта не е слободните активности кога се играат дома, дека не смеат да се играат на улица, на тротоар, од причини што може да биде загрозена нивната безбедност. До нова година во сите градинки ќе се одржат предавања на оваа тема, предвидува проектот за заштита на децата во сообраќајот, а напролет наученото ќе се покаже и во практичен дел. Од полнок нови цени ќе имаат бензините. Новопродажните цени кај бензините се намалуваат од 1 до 1,5 денари, а цената на дизелот и екстралесното масло остануваат непроменети. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евросуперот БС95 ќе изнесува 65,5 за литар, а на Евросуперот БС98 ќе изнесува 67 денари за литар. Цената на евродизелот останува непроменета 54 денари за литар, а екстралесното масло за домаќинство останува со цена од 42,5 денари за литар. Пред минутите за спорт од полицијата е следнава вест. Пиштол марка C3 калибар 9 мм со празна рамка пронајден е вчера на улицата Генерал Михајло Апостолски во Штип, во близина на Народниот театар, информираа денеска од секторот за внатрешни работи Штип. Увид на местото извршиле од кримтехника. Оружјето е подигнато од местото и дадено на вештачење. Инаку празниот пиштол го воочил граѓанин и пријавил во полиција. Натамошната истрага е во рацете на балистика, која треба да утврди како се нашол на улица, дали е предмет на кривично дело овој пиштол. И на крајот спорт. Екипата на Китго Пешчево ја нанижа и 12-тата победа во есенскиот дел. Овој пат ја победи екипата на Слога 1934 во Виница. На едно коло до крајот Китго е убедливо прв, а екипата на Малеш од Берово го обезбеди второто место. Фудбалските третолигаши од групата Исток продолжуваат со одличните и ефикасни игри. Во ова 13-то коло на 4 средби стрелците беа мощно расположени и беа постигнати дури 18 голови. Во спортска Виница поубаво време, идеални услови за игра и одличен терен, гледачите присуствуваа на одличен надпревар на кој беа постигнати 5 голови. Законниот резултат 1:4 победа на Китго.
Стрелци на головите за Кит го беа Мартин Димовски, кој постигна 2, Јорданчо Трендофилов и Андрей Сивевски, кој постигна по 1 гол, а единствениот мощта третиот гол за Слово 1934 го постигна капитенот Филип Бојаджиев од слободен удар. Еве ги комплетните резултати од ова 13-то коло. Зрновка Брегалица Голак 0:7, Малеш Кежовица 2:1, Слоги 1934 Кит го Пекчево 1:4 и Овчеполе Рудари 1947 2:1. Табела: екипата на Кит го Пекчево е на првото место со 37 бодови, второ место Малеш 24, трето место Брегалица Голак 20, четвртото и петтото место го делат Кежовица и Овчеполе со по 18 бодови. Кежовица има нешто подобра гол разлика. Шесто место Рудари 1947 16 бодови, седмо место Словија 1934 15 и на последното 8-то место тимот на Зрновка со само 1 освоен бод. Заврши есенскиот дел во втората македонска фудбалска лига група Исток. Есенски шампион е екипата на Беласица, а тимот на Брегалница го дели третото место. Во надпреварите 14-тото коло, кое воедно беше и последно есенско коло, екипата на Брегалница доживеа непријатен порез од Кожу во Гевгелија, со што е на делба на третото место на второлигашката табела со оваа екипа. Тимот на Беласица беше слободен, а Борец исто така беше поразен, но ги задржаа првите две позиции. Еве ги комплетните резултати од ова 14-то коло. Каменица Саса Осогово 2:0, Тиквеш Борец 2:0, Кожу Брегалница 4:1 и Плачковица победа во Ландово 4:1. Табела: есенски првак е екипата на Беласица со 30 освоени бодови, второ место Борец 26, третото место го дела Брегалница и Кожу со по 25 бодови. Брегалница има нешто подобра гол разлика. Петтото место е за Тиквеш со 21 и со толку на шестото неопособа гол разлика е тимот на Плачковица. Седмо место Каменица Саса со 14, осмо место победа во Ландово 11 и на деветото место Осогово со 8 освоени бодови. Со ова се спушти фудбалската завеса во втората македонска лига група Исток, а надпреварите од првото пролетно коло ќе се одиграат на 3 март 2018 година, во која Брегалница ќе биде домаќин на екипата на Тиквеш од Кавадарци. Ете толку во понеделничното издание на вестите на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието. Имајте пријатна вечер.